mir da se pomolime na Gospoda. Ни предстои еден од најголемите празници, домашна слава Свети Никола. Еве да ни кажете повеќе околу значењето на овој празник. Па кога веќе спомна се дека една од најславените слави, навистина е така, и човек за да достигне такво почитување кај народот мора многу да е присутен и духовно во нив. Имено тој не само што оставил помен за себе додека бил жив, преку своето учење и пред се преку одбраната на верата, со што ни покажува дека човекот не е доволно само да верува во нешто и да биде добар, туку е потребно и правилно да исповеда верата, зашто тој се конфронтирал со еден голем непријател на учењето на христијанството и заради неговите интервенции бил и однесен во затвор. Меѓутоа Бог му се јавува на царот и му кажува да го ослободи тој праведник и да го послушаат него. И на тој начин се здобива со име на чудотворец, затоа што навистина многу е тешко човекот денеска, еве земете во обзир денеска секој дебатира со секого и секој е во право за себе. Не било и тогаш различито. Многу е тешко да се дојде до вистината. Но Бог на чуден начин понекогаш се јавува на која страна е. А тоа е пред се заради светоста на животот на оној кој што сведочи. Толку бил голем светиот Николај, архиепископ Мерликиски. И друго нешто кое што го поврзува посебно со денешницава и со празниците кои што следат, или периодот кој што следи, е тоа што секогаш на иконите ќе видите дека се слика со црвена одежда на епископ и него го поврзува, тоест некој протестантски пастор има направено приказка за некој добар човек во црвено, Дедо Мраз кој што носи подароци на децата, за да може некако да ја оживи таа традиција. Меѓутоа, за нас православните е многу важно да знаеме дека и да ги учиме децата, дека Дедо Мраз не постои, дека тој е измислена личност, меѓутоа не е измислена личност Свети Никола, кој што навистина одел и на сиромашните, без никому да јави, под прозор им оставал дарови. На секому ќе разбере во градот на кого му е потребна помош и навечер ќе се прикрие и ќе им помогне. И на тој начин има останато тоа дека Дедо Мраз никому не се јавува, скришно влегува низ оджакот и така натаму. Тоа е секако приказна, меѓутоа реалноста за Свети Никола останува како историска личност, затоа што и неговите мошти се во бари, че тој навистина постоел и чудата до ден денеска се случуваат на неговиот гроб. Или познато е за помошта кој што им ја дал на морнарите и ред други работи. Повторно, да се слави некој духовно и толку да се почитува, навистина треба да е голем пред Бога тој човек. Затоа ние како православни христијани во домовите го прославуваме со тоа што најпрвин ќе се посети литургија, зашто литургијата го содржи тој духовно земен елемент. Значи ние само ако дома славиме или само ако пресечеме колач и толку, не сме се поврзали духовно со светителот. Но ако присуствуваме на литургија и на литургијата се принесува жртва на Бога, значи лебот и виното како тело и крв Христови ни се возвраќаат, тогаш навистина преку вечниот со вечните, со прославените светители стапуваме во контакт, духовен контакт, преку молитва, преку благодарење, преку прослава на неговите големи дела, дека сведочиме, не ги забораваме, и ќе живееме според тие начела како христијани. И дури тогаш, подоцна се пречекуваат гости, се служи најпрвено од пченицата, од лепчето кое што е благословено и на тој начин славата треба да се прослави во еден духовен манир, во мир
да се трудиме убави разговори да водиме, да не водиме политика и работи кои што се минливи и променливи од овој свет, туку да се подсетиме дека навистина и некој од луѓето успеал да стигне до Царството Небесно и Бог да го прослави. Такви треба и ние да бидеме, христијаните, да се трудиме, да ги следиме примерите, посебно домашните слави ги земаме како светителот кој што го славиме како постојанен молитвеник пред Бога за нас, зашто така и во Откровението е кажано дека светиите пред Бога темјана и молитва принесуваат за нас, зашто се близу до Него, докажано близу до Него, и ние молејќи се на нив ги имаме како заштитници, меѓутоа и знаејќи го нивното житие, треба да го поддржуваме и нивниот живот. Свети Никола е патронен празник на Соборниот храм. Имате ли некој апел до верниците во пресрет на големата домашна слава Свети Никола, бидејќи годинава реалноста е таа, ќе прославиме, ќе празнуваме во ковид услови? Да. Сега, значи, фала Богу, значи се тече како што треба и се трудиме и граѓаните покрајно духовно што им е потребно, секако и физички да останат здрави, што телото ни е дадено на одговорност. Во православието не постои судбина. Во смисла ќе скокнам од мост, а ако треба да умрам, ќе умрам, ако не, не. Во смисла Господ ќе ме запази. Тоа баш и Христос му го посведочи на ѓаволот кога го искушуваше, кога му рече: "Фрли се од овдека, нели напишано е за тебе конкретно, ангелите ќе те спасат." И он му кажа: "Не го искушувај." Исто така е речено: "И не го искушувај Господа." Значи ние имаме разум, и со тој разум треба телото, како вели апостол Павле, да го храниме, да го затоплуваме и да го чуваме. Затоа секој одговорен нека биде. Сега за сега, пак ќе кажам, немаше проблеми. Луѓето беа одговорни. Сите служби си течеа во најнормален ред, сите слави поминаа, нели, со благословот кој што се дава врз лепчињата и пченицата се однесе дома како благослов. Затоа се надевам дека и сега ќе биде добро. Нашиот митрополит господин Григори, тој ќе служи, ќе има свештеници што ќе сослужуваат со него, а како сослужител многу е важно да се свати дека е и верниот народ. И тој заедно со него за целиот наш град ќе проси првим прошка на нашите согрешенија, ќе благодари на Бога за се што направи за нас и да дојдеме и да се помолиме на Бога за здравје и исцеление од ова пандемија што се случи, зашто се е по Божје допуштение. Може би треба малку повеќе ние дома да се свртиме околу нашите сопружници, околу нашите дечиња, за навистина добро да се запознаеме и тие нас, и од сето ова лошо најдоброто да го извлечеме. Зашто јас се среќавам со луѓе и има голем дел кои што се револтирани од тоа што мора дома да седат, што мислам дека малку чудно е дома да не ти е добро. А има многу кои што се и свесни и кажуваат: еве, сега, нели, јас ги затекнувам дома, да не беше пандемијата, јас 5 пати имав понуда да излезам надвор на кафе, што значи не би бил дома со децата, сега седиме, се смееме, учиме, се дружиме. Значи пак се е по Божје допуштение. Затоа со трпение и со смирение да го прифатиме, а за периодот кој што седиме дома, добро да се преслушаме кои сме, какви сакаме да бидеме како луѓе и како народ, за да не биде утре друг крив докаде сме стасале, туку да се преслушаме и секако на прво место со молитва умовите да си ги просветлуваме, за да знаеме што и како да правиме. Святи посвети